Почитувани, добро вечер. Поаѓајќи од определбата за медиумски плурализам и за избалансирано известување за сите политички субјекти, коалиции и партии кои учествуваат на предремените парламентарни избори закажани за 11 декември, Телевизија 21 се обиде да обезбеди изборно медиумско представување на сите политички субјекти кои учествуваат на предстојните избори. Од идните пратеници во законодавниот дом ќе се обидеме да добиеме одговори на прашања кои што се важни за граѓаните, односно се во општествениот интерес на јавноста. Ќе опфатиме многу теми. Правилото е следно: 2 минути за одговор, минута за реплика, 30 секунди за контрареплика. Почнуваме со 6-та изборна единица. На минатите парламентарни избори резултатите беа следни. ДУИ освои 9 пратенички мандати, ДПА 5, ВМРО ДПМН и коалицијата 4, НДП 1, СДСМ 1. Во изборната единица број 6 влегуваат Тетово, Гостивар, Дебар, Теарце, Брвеница, Боговиње, Врапчиште, Желино, Јегуновце, Маврово, Ростуше и Кичево. По студиото вечерва со мене се господинот Петре Шилегов, носител на листа во изборната единица број 6 на коалицијата предводена од СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер за вас, добро вечер за вашите гледачи. И господинот Бранко Мајсторовски од коалицијата за промени и правда, носител на листа во изборната единица број 6. Добро вечер и добро вечер и за вас. На самиот почеток морам да потенцирам дека покани во оваа емисија беа упатени и до владеачката ВМРО ДПМН, и тоа директно до партискиот портпарол Иво Котевски, како и до носителот на листата во оваа изборна единица господинот Владко Јорчев. Одговори за гостување не добивме. Во последен момент гостувањето го откажа и господинот Зоран Велковски од коалицијата ВМРО за Македонија. Партиите Левица и Либералната партија во 6-та изборна единица немаат своји кандидатски листи. Господин Шелегов, започнувам со вас. Моето прво прашање се однесува за загадувањето во Тетово, односно за комбинатот Југохром, кој што практично е во фокусот на јавноста откако беше затворен, работниците останаа дома. Каков е ставот на вашата коалиција, со што ќе се обидете да ги убедите граѓаните да го добијат вашиот глас, односно што ќе направите доколку дојдете на вас? Повелете, следните 2 минути се за вас. И во текот на вчерашниот ден, како носител на листа во изборната единица 6, одржав пресконференција токму на оваа проблематика, затоа што како се зголемува интензитетот на студот, така интензитетот на загадувањето во Тетово, во Тетовско се покачува на нездраво ниво, бидејќи тоа полека станува нездрава средина за живење со сериозен корпус на еколошки проблеми кои што директно влијаат на здравјето на нашите граѓани. Еден од загадувачите беше или е кажано дека е комбинатот Јегуновце, кој што заради неинсталирање на филтрите е затворен пред некаде околу 1 месец, и 720 вработени, 720 семејства всушност сега се на работна екзистенција баш заради неработење на тој комбинат, кој што представува стожер, кичма на стопанството во така наречениот долен полог, бидејќи многу од вработените живеат во тоа подрачје, односно сите вработени од една страна, од друга страна работењето на комбинатот предпоставува и гравитирање на кооперативни субјекти, правни лица, мали фирми, кои што соработуваат со тој комбинат и остваруваат профит, така што не можеме да зборуваме само за 720 директно засегнати семејства, туку и за еден поширок спектар и на фирми и на луѓе кои што профитираат од работењето на комбинатот Јегуновце. Ние кажавме и повторуваме дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во нашата програма Живот во Македонија предвидува сериозни кредитни линии со многу ниски кредитни стапки за работење на правните субјекти, односно фирмите, меѓу другото и за Јегуновце, со поволни средства како што и ќе овозможиме поставување на филтрите со цел да се обнови комбинатот Јегуновце. Тој мора да работи, неопходно е да работи. Самиот менаџмент кажа дека не наишле на слух од постоечката власт, од постоечката влада, нити за да им се помогне на било каков начин од една страна, ниту пак од друга страна да им овозможат било каков на пакет на финансиски олеснувања кои што би придонеле да тој комбинат продолжи да работи. Работењето на тој комбинат, односно државното изложување на средства
во даден момент повеќекратно ќе се врати баш преку функционирањето. Ако го кредитирате со поволен кредит и го задолжите тој субјект, подоцна ги враќа тие средства кон државата, во исто време возможувате плати на луѓето кои што ќе ги трошат во стопанството. Во исто време возможувате придонесите да бидат плаќани во фондовите кои што се како лоши и да работат другите правни субјекти. Да, од 2 минути истече, добивте нешто повеќе, господине Месторовски, истото прашање за вас, 2 минути. Како ќе го решите Југохром, односно проблемот и со загадувањето не само на Тетово, меѓутоа еве и на Скопје? Да, ние од нашата коалиција решивме да го решиме проблемот за Југохром. Ниеден работник не смее да биде отпуштен. Ние имаме начин на кој ќе ги модернизираме филтрите на Југохром, нови модерни, со нова модерна технологија, нови модерни машини, да инвестираме, ако треба и 200 милиона долара или евра, само не сме ниеден работник да биде отпуштен од Југохром. Ние имаме начин и инвестиции на кој начин ќе може да инвестираме тие пари за сите работници да останат на работа. Затоа таму живеат најмалку, јас мислам 4000 работници. 4000 луѓе се хранат од Југохром. За пари не е проблем. Ние пари знаеме како да створим, да набавиме, да направиме. Само ниеден работник не смее да биде отпуштен од работа и Југохром не смее ни да се продаде, ни пак некој од државата или од овие сега милионери, тоа значи дека би интервенирала конкретно државата со финансии? Молим? Тоа значи дека би интервенирала државата конкретно? Не, оваа држава нема да интервенира, оваа власт. Ако дојдеме ние, новата власт, ние ќе интервенираме, а они не сакаат. Они сакаат да го инкасираат, да го земат Југохром. Они имаат веќе договорено на кој да го дадат, со кого да се договараат, кој да стават како фигура, кој да биде собственик. Они имаат направено комплет програма како да го земат Југохром да биде нивни. Како сите фабрики досега што украдоа, што оплачкаа, што ограбија, така сега Југохром е една, да кажем, еден златни рудник, многу битен за Македонија и за Јагуневце и за целиот регион и за цела Македонија. И они на нив им е целта да го земат сега пред изборот. Они не се сигурни. Они идат, лажат 63 пратеники, 65-та, а они не се сигурни во победата. Они знаат дека денеска од утре само паѓаат. Таа власт не е, мислам, не е за македонскиот работник, пошто јас партијата што е кај мене се вика Работничка партија, Моро Работничка партија. Ви благодарам, ви истече времето за првото прашање. Преминуваме на втората тема, економија и финанси. Господине Шилегов, Македонија до крајот на годината има уште неколку аукции со кои што треба да се задолжи на домашниот пазар. Годинава се задолживме кај странците, следната година повторно е предвидена нова еврообврзница. Што ќе направи СДСМ и коалицијата за решавање на проблемот, условно речено, со јавниот долг на државата? Прво треба да го утврдиме височината на јавниот долг, бидејќи ако нешто во оваа држава не се знае, и жал ми е што господин Ѓорчев не е тука да продискутираме за оние теми кои што живо значат, не за паушалните теми за големите патриоти кои што само се лупаат во гради, а во исто време ги задолжуваат сите граѓани на нашава држава. Секое денес родено дете веќе задолжено со сума од 2000 евра. Проблемот во задолжувањето е што средствата кои што беа зимани беа трошени во непродуктивни цели кои што, односно проекти кои што не продуцираа ново добро, затоа што не е проблем да го земете кредитот, воколку пласманот на паричните средства ви биде во креирање на нови работни места кои што создаваат добро. Ние зголемивме државната администрација на скандалозно високо ниво. Од една страна, од друга страна го имаме овој бунар без дно, наречен Скопје 2014, во кој што досега се инвестирани преку 680 милиони евра, а и што го нагрдија градот. Меѓутоа, никој не произведува ново добро. Тоа се објекти кои што продуцираат трошоци, кои што едноставно не служат за ништо. Креирањето на нови работни места, креирањето на работни места кои што ќе создаваат добро се основ за враќање на позаемиците. И престанок на кражбите на буџетските средства. Република Македонија во изминативе 10 години имаме одлив на некаде по податоците од Светска банка, не од СДСМ, на ниво од околу 5 милиарди долари во изминативе 10 години или во просек околу 400 милиони евра годишно. Што значи дека кражбата со која што се занимава оваа криминална власт е единственото нешто што го прави во овие 10 години. Престанокот на кражбите, владењето на правото, одговорноста на политичарите
кон граѓаните пред законот е основа на здрава држава современа европска како што ја замислуваме ние Македонија. Креирањето на нови работни места ќе подразбери враќање на овие постојни кредитни задолжувања и стегањето на, односно анулирањето на митото и корупцијата во политиката представуваат основ по кој што ќе мора да продолжи Република Македонија. Актуелниве властодавци, привршете мислата, да? Актуелниве властодавци мора да одговараат пред закон, да сносат одговорност за своите дела, да се заплени нелегално стекнатиот нивни имот, токму заради тоа за да бидат поука за сите нас кои што се бавиме со политикава во иднина што може да не чека како начин на одговорност. Ви благодарам. Господине Мајсторовски, истото прашање и за вас. Економија, финанси, што ќе предвиди вашата коалиција во програмата за овие многу важни прашања за општествениот живот и за граѓаните? Коалиција предвидува сите милиарди долари што се украдени, однесени во Швајцарија, Луксембург, Грција, Кипар и во другите земји, ние ги знаеме колку пари се, колку милиарди долари, тоа ќе биде наша задача да сите пари украдени од Македонија, комплетно да ги вратиме во Македонија. Сите пари, колку што може, ама сигурно на 20 милиарди евра ќе вратиме. Ние ги знаеме тамо работите, јас живеам во Лугано, тоа е банкарски град, тамо доаѓаат многу македонци, има доста милиардери од Македонија, кои ги вложија парите најповеќе во UBS банката. Имаат вложено во Швиц Кредит банк, банка Финалба и во банката во Лихтенштајн, во главниот град на Треба ли Лихтенштајн, Македонија уште да се задолжува? Молим? Треба ли Македонија уште да се задолжува? Не треба апсолутно ни еден цент да се задолжи. Македонија не треба апсолутно, затоа што тие пари што ги земаат сега овие власти, што се на власт, никој не знае кај се трошат, каде одат. Они немаат 10 години контрола, затоа што слаба опозицијата беше. Нека ми извини господинот колега, слаба опозиција беа. Апсолутно, инак, они требаше да се блокираат, да се стопираат уште на почетокот, кога се види дека се краде, дека се лаже, дека се разграбува целиот имот во Македонија. Ние од диаспората имаме донесено тука милиарди, парите не знаме. Секоја година од нас од диаспората влегуваат тука по 2 милиарди минимум, парите не знаме кај се. Ние ќе ги вратиме парите, а ќе направиме комплет ревизија на целокупниот имот што е украден во Македонија. Вие дали знаете една личност во Македонија има 5 хотела? Вие дали знаете да по 3-4 хотела имаат Калифорнија, Флорида, Азурна обала и во другите нашите во Грција. Пред тоа никој не го знае. Ние го знаеме од диаспората. Тука се краде на ангро, затоа што нема контрола. Нема кој да ги контролира. Слаба беше опозицијата, да ме извини господин, слаба. Требаше автоматска агресивно да се делува против украдениот капитал. Ви благодарам, ви стече времето, побаравте минута време за реплика. Повелете. Заради таа опозиција се наоѓаме по предвремени избори, заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз го предводеше овој процес во кој што ја соголевме до коска оваа криминална ненародна власт. И толку околу тоа прашање побарав реплика само за да довршам делот концептот, бидејќи навистина 2 минути се премалку кога ќе зборувате особено за кредитните задолжувања. Република Македонија мора да направи реструктурирање на сопствениот буџет, затоа што концептот на постојниот буџет кој што предизвикува трошење за нецелисходни цели, непродуктивни цели, едноставно е неодржлив во ваква позиција. Затоа мора или новата влада на СДСМ веќе непосредно после изборите ќе се изготви еден ребаланс на буџетот и ќе го смениме целосно концептот на буџетот во смисол на помагање на малите и средни претпријатија. Актуелната власт предвидува ниво од околу 160.000 евра годишно за помагање на мали и средни претпријатија. Во текот на мандатот на Социјалдемократскиот сојуз предвидуваме 140 милиона евра со кои што ќе се помогне развојот на малите и средни претпријатија, кои што ќе создаваат добро, кое што пак ќе придонесе да иде Македонија во економскиот развој. Гарантирањето на економскиот развој обезбедува сигурно задолжување, стабилно задолжување и намалување на задолжението како бруто износ од домашниот производ. Благодарам. Дали имате контра реплика или да продолжиме со народно прашање? Не, да продолжиме. Не сакам да реплицирам. Преминуваме на правосудство. Какви реформи, господине Мајсторовски, предвидува вашата коалиција во делот на правдата, правосудството, односно владење на правото? Поддршка на работата на специјалното јавно обвинителство. Ми се чини дека веќе имавте една пресконференција пред СЈО. Нашата коалиција предвидува комплет судството. Не да се реформира, комплет
да се очисти Македонија од тоа судство. Тоа е најкорумпираното судство што сум видел јас во светот. Јас имав процеси тука, 43 процеси, замислите. Секаде бев паднат. Ја губев Сте ги губеле споровите. Да. Губев, секој процес беше изгубен. Јас инвестирав тука многу пари. Јас купив 3 автобуски станици, прв во Македонија. Купив комбинат. Се ми зедоа. Оплачка 29 автобуси, 45 камиони. Моите камиони ја носеа рудата од Македонска каменица до топилница Велес. Они ме останаа многу милиони долари, денари должни и во Велес и во Каменица. Ништо не се направи регуларно да може ние од диаспората и тие луѓе како мене да инвестираме слободно. Тоа беше све раскрадено, оплачкано, ограбено. Јас сум оштетен за над повеќе од 20 милиона долара тука во Македонија. Јас сум добар бизнисмен во светот. Јас добро работам, јас зборам 5-6 јазика. Јас работев и во Америка како бизнес, и во Англија, и Германија, и Италија, и Швајцарија. Доста пари стварав. Инако, јас сум, да ви кажам, еден добар пријател од господинот Беџети Пацоли, кој се знаеме 35 години. А знаете вие колку е успешен човек он. Он е, мислам, меѓу најуспешните од сите, и од македонците и албанците во Лугано, Швајцарија. Имате уште 10 секунди, веројатно нема да го искористите времето. Да. Господине Шилегов, истото прашање за вас. Правосудство, владење на правото, специјално јавно обвинителство. Недостатокот на правда, недостатокот на владење на правната држава се основните причини заради кои и немањето одговорност. Не само кривично правна одговорност, туку и политичка одговорност за действијата кои што луѓето ги превземаат во политичкиот живот и во јавниот живот, се една од причините за длабоката економска обштествена криза во која што е затекната нашата држава. Во август месец во Скопје имавме 23 жртви од порен дожд. Никој не понесе политичка одговорност, да не зборуваме дека никој не истражува дали постои кривична одговорност. Тоа е една од причините. Недостатокот на правда, неприменувањето на законите, невладењето на правото е една од причините за организирање или основање на специјалното јавно обвинителство во Пржинскиот договор. И специјалното јавно обвинителство е прифатено во најголем обем од граѓаните од Македонија, ако ги погледнете сите показатели, има најголема доверба токму заради тоа што тие луѓе таму ја покажаа собствената професионалност и неселективност во пристапот во прогонот на криминалите кои што беа објавени во прислушкуваните разговори. Ќе ги добијат бараните закони за заштита на сведоци. Да немаме двојба, мандатот на специјалното јавно обвинителство ќе се продолжи се додека има потреба од постоење, односно дека не се истражат сите прислушкувани разговори, бидејќи тоа беше побарано од самиот орган непосредно пред распуштањето на собранието. За жал, така нареченото тефтерско или сваровски судство е тоа кое што дели правдата кај граѓаните. Со тој суд мора да расчистиме. Десетина луѓе во Основниот суд Скопје 1 ја доведуваат Македонија во позиција да направиме генерален реизбор во судството. И тоа е нешто што ќе го направиме. Генерален реизбор во судството мора да има за да конкурираат сите кои што се добри професионалци во тоа судство. Би задржал малку само од времето. Не значи ние дека од Социјалдемократскиот сојуз и јас кој што сум адвокат и доаѓам токму од тој еснав и од таа бранша имаме против судиите. Таму имаме прекрасни професионалци. Луѓе кои што си ја знаат својата работа, луѓе кои што се закочени и не смеат да го применуваат правото. Впрочем, составот на СЈО би од постојниот состав на обвинителите, што значи дека ги ослободиме и судовите утре од политичките спреги. Тие ќе можат да ја делат правдата онака како што треба да биде. Меѓутоа, непрофесионалноста, протекционизмот, заштитата на криминално-мафијашките действија на актуелната власт од страна на една врхушка во Основниот суд Скопје 1 наведува и ги убедува граѓаните дека треба да го направиме токму тоа генерален реизбор во судството. Ви благодарам за одговорот. Господине Мајсторовски, демократија и човекови права. Скоро од сите меѓународни организации Македонија е нотирана како заробена држава и се забележува за непочитување на човековите права. Што ќе направи вашата коалиција за ова прашање? Нашата коалиција ќе направи за максимално почитување на човековите права. Јас често го сам Швајцарија или Италија, Германија.
читам во сите печати дека стварно Македонија е заробена држава. Во Македонија има нула демократија и човечкото право е тотално загрозено. Ние мора да ослободиме Македонија, да не биде заробена држава, да секој човек има право да се искаже, да каже што сака, како може, секој човек да има еднакви права за инвестиции. Тука ние од диаспората, поготово што бевме ние од ВМРО, они не знаат нас, ние бевме тотално масакрирани од ова што се вика сега ВМРО ДПМН. Тоа нема врска со ВМРО, тоа не е ВМРО. Инако во диаспората имавме многу јака, силна партија која сакаше да инвестира неколку милиарди тука за да се подобри целокупниот систем во Македонија и човечкото право, и економијата, и нов систем да се воведе, како јас што сум научен да живеам во Швајцарија, Италија, Германија. Тука апсолутно може да се каже има нула демократија. Тоа е страшна работа. Во извештајот на Стейт Департментот се наведува дека има политички монтирани случаи во Македонија. Што ќе направите за ова прашање? Со тоа ќе ги преиспитаме сите случаеви, монтираните случаи, ќе направиме комплет ревизија на многу работи во Македонија и ќе си одговарат тие што ги прават монтажите. И мене ми се правеше монтиран суд. И јас имав монтажа на некои судове, затоа што се слажам со некои власти. Значи, комплет ревизија на судот. Судот е тотално лажен, фалш, корумпиран и судот е диригиран од двојци или тројца личности во Македонија. Како што ќе му речат они, он така работи. По наредба, судот треба тотално да се реформира и од корен да се искорне, да остане само оние честите, што стварно се докаже дека се честни. А судот е многу виновен за се. За се е виновен судот во Македонија. Затоа што следат директивата од Дон Корлеоне. Ви благодарам, истече времето. Господине Шилегов, истото прашање. Демократија, човекови права. Овој корпус на прашање е непосредно поврзан и директно поврзан со претходното прашање кое што го имавме на оваа тематска расправа. Владењето на правото представува основ за почитување на човековите права. Токму заради тоа ние зборуваме за изначување на граѓаните пред законите, без оглед од тоа кој се, што се, дали се на определена функција, дали се од определена етничка, партиска или политичка припадност или верска припадност. Во оваа држава имаме целосна дискриминација на граѓаните, затоа што е целосно сепаратизирани институциите во нашата држава и привилегија во однос на другите имаат членовите на владеачката врхушка. Тоа не значи изедначување на граѓаните. Ние зборуваме, знаете, најголем број од нашите граѓани во државата не се членови на политички партии. Што зборуваме за нивните права, како ќе ги примениме тие права. Токму затоа владењето на правото представува основ на секоја демократија. Без владење на правото не можете да зборувате нити за демократски систем, нити за демократија. Корпусот на заштита на човекови права се темели токму на тоа. Кршењето на човекови права подразбира всушност неприменување на законските прописи, односно непочитување на привилегиите кои што законот и уставот во еден современ правен систем како што Република Македонија би требало да биде, гиускратува на сопствените граѓани. Вие не можете да го остварите своето основно право. Значи, кога зборуваме за човекови права, зборуваме за тоа дека вие го плаќате државниот службеник кога купувате кутија цигари во трафика, кога купувате леп, со даноците кои што се содржат до тие. Купувате млеко, вие плаќате данок со кој што државниот службеник ја реализира собствената плата и истиот тој кој што вие го плаќате, утре затоа што не сте член на ВМРО ДПМН или ДУИ, не ви го дава вашето право кое што ви следи по закон. Почитувањето на законите, еднаквоста на граѓаните пред законите без оглед дали се членови на политички партии или политички функционери е основа за владење на демократијата и остварување на човековите права. Благодарам, господине Мајсторовски. Предпоследното прашање поврзано со здравството и образованието. Какви политики, односно проекти им предлагате на граѓаните? Вашите 2 минути. Да, ние предлагаме на граѓаните за бесплатно здравство. Апсолутно никој да не плаќа како во Швајцарија. Во швајцарците имаат бесплатно, значи здравство и бесплатно образование. Во Македонија нашите работници немаат пари за да ги школуваат своите деца. Има во Македонија многу високи таленти,
немаат пари, значи нема услови за школување. Тоа ќе биде се бесплатно. Ние од диаспората си имаме организирано на кој начин да ствараме капитал, да правим пари во Македонија и надвор и да дојдеме до бесплатно школување на образованието и на здравството. Па има, јас да ви кажам еден пример. Кај мене дојде специјално мој пријател и роднина, нема пари да си плати здравството, мораше да му дава болен, цела фамилија болна. И човекот загрозен. Како ќе се лечи? Нема работа, нема пари, никој не е вработен од кај него. И затоа ние сакаме здравството е првата работа што треба да биде бесплатно. Апсолутно, како во многу европски држави. И лековите бесплатно, значи комплет бесплатно здравството, а и образованието сакаме да биде бесплатно, затоа што е тука многу скапо за човек да се образува со 200 евра. 200 евра са ништо, ние заработуваме 200 евра на ден во Швајцарија. Како така 200 евра плата? Тука еден стан да земеш под наем, под кирија, треба да платаш 300 евра. Како? Со 200 евра. Тоа е срамота и жалосно. Ниедна партија досега немаше која стварно ќе излега во сусрет на работникот. Работникот секогаш треба да биде поддржан. И да може да школува децата, и да се лекува, и да школува, и да обраќа внимание на себе. Човек треба да живее како човек, не да биде скот или роб на некои тука милионери што ја украдаа цела Македонија. И за тоа предлагаме да биде апсолутно бесплатно и здравството и образованието. Тоа максимално ќе се залагаме, поготово здравството. Апсолутно сакаме да биде бесплатно. Шилегов, дали имате реплика на исказот или ќе побарате 2 минути за вашиот исказ? 2 минути за жал, мислам дека не се доволни за два сериозни, накратко, за две сериозни области, два сериозна корпуса. И она што ги спојува овие две области, значи за реплика зборуваме. Она што ги спојува овие две области е што со нив во последниве неколку години раководи еден те исти човек. Тоа е господинот Никола Тодоров, актуелен министер за здравство. Откако го уништи образовниот систем во Република Македонија, му се даде на здравството. Сега ќе зборувам за образовниот систем, а подоцна ќе се префрлам на здравствениот. Република Македонија има нефункционален образовен систем. Нефункционален во смислот на тоа што кадрите кои што ги произведува се непотребни, односно неконкурентни на пазарот на трудот и затоа имаме проблем со наоѓање работа на нашите граѓани. Мора да направиме една сериозна реформа во основното образование, во кое што нашите деца ќе ги растеретиме од учење на непотребни глупости. Значи, ќе мора да се редуцира бројот на предметите, што не значи губење на работни места за наставниците, да се разбереме. Ќе мора да се адаптира програмата по која што учат учениците, затоа што воведуваме како ќе ни текне, експериментираме со образованието на нашите деца. Последниот мислам дека беше Кембридж системот кој што го воведува, без да се направи минимална анализа колку е тоа компатибилно со нашето образование, со нашиот образовен систем. Мораме да инвестираме во професорите и наставниците, во нивната целокупна едукација, односно перманентна, непрестана едукација, затоа што образованието е жива материја која што се менува од ден на ден и не можеме да ги оставиме луѓето кои што ги учат нашите деца нестручни. Значи цел еден сегмент. Во делот на високото образование ќе се направи ревизија на шупа универзитетите, јас што ги викам, а тоа е дека во секоја една шупа се отвори универзитет во нашата држава. Дисперзираните студии. И дисперзираните, меѓутоа и отварањето на високообразовните институции ќе мора да има еден пристап на ревизија во тој сегмент, бидејќи не можеме да дозволиме секој да носи име универзитет и да произведува високообразовни кадри, бидејќи на крајот на денот ќе произведе неквалитетен високообразован кадар и после ќе имате испрустриран граѓанин кој што нема да може да ја реализира својата диплома на пазарот затоа што нема соодветно и квалитетно образование иако има факултетска диплома. Така што правиме еден нов сегмент на социјална бомба, затоа мора тоа да се реформира. Сега би збор за здравството. Повелете. Сосема накратко само ве молам. Сосема накратко, значи здравствениот систем во Македонија мора да се смени од корен. Од корен мора да се смени со тоа што граѓаните на Република Македонија ќе мора да имаат минимум бесплатна здравствена заштита. Предвидуваме бесплатно болничко лекување. Без партиципација кога граѓанин ќе мора да легне во болница. Што до сега не е пракса. Сега граѓаните при излез губат повеќе време додека им ја средат папирологијата и да ги платат средствата. Токму заради тоа и примарната здравствена заштита
мора да претрпи сериозна реформа во која што ќе може да се пронајдат и граѓаните како корисници на здравствените услуги, меѓутоа и професионалците, лекарите кои што се сериозно подчинети во изминатиот период. Подчинет лекар, подценет лекар, значи подценет граѓанин. И третманот што го добиваме токму од тие луѓе ние како корисници на нивната медицинска услуга е таков заради несоодветниот третман на нашата држава. Мора да го позиционираме Фондот за здравствено осигурување во онаму каде што му е правото место. Фондот е дистрибутер на нашите средства кои што ние ги уплаќаме и не може да фондот да команда и со нас како пациенти, бидејќи зборуваме за наши пари, и со медицинските установи кои што ги користат тие пари од фондот, кои што се повторно нашите пари. Значи, зборуваме за тоа дека мора да имаме еден сериозен, и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија работи на еден сериозен концепт кој што после 11 декември од корен ќе го измени здравствениот систем во Република Македонија, за да имаме достоинствени медицински работници од една страна кои што достоинствено ќе ги третираат пациентите. Да не ни се случува луѓето здрави да ни отидат во амбуланта или во болница, болни да ни излегуваат. Сосема за крајот. Момент. Повелете. Имате реплика? Да. Повелете. Една минута. Сакам да додадам дека нашата коалиција предвидува минимум 1000 евра за професорите и над 1100 евра месечно за докторите. За плата? За плата, да. Што земаат сега професорите по 250, 300 евра? Тоа е срамно. Тоа е мизерно. Еден професор што ги едуцира нашите деца да зема 300 евра. Каде го има тоа во светот? Тоа нигде не постои. Тоа е страшна работа. Јас не знам и опозицијата како не реагираше на тоа пред време, не сега. Уназад неколку години. Тоа е мизерна плата. А сите во Македонија се мизерно платени. Еви и докторите спасува животи. За 300 евра, 400 евра, 500 евра. Во Швајцарија на ден зимаат докторите по 500 евра. Добро, Македонија не е Швајцарија. Ние треба да направиме Македонија мала Швајцарија, затоа се залагаме. Македонија да биде на балконот мала Швајцарија. Господа, да, ние од диселениците знаеме како тоа да го направиме. Јас гледам дека тука имаат многу против нас. Многу са против диселениците, оти ние многу повеќе знаеме како да работиме од овие тука. Знаете, Македонија беше 60 години социјалистичка земја. Да го почитуваме времето. Господин Шилегов, 30 секунди контра реплика до господинот Месторовски. Концептот на Социјалдемократскиот сојуз предвидува прво зголемување на бројот на специјализантите. Дека произведете еден специјализант е потребен период од 4-5 години, што е нешто во што оваа држава едно не инвестираше, второ тие луѓе имаат недоволно ценет труд. На крајот на мандатот специјалистите или по определени области во медицината би требало да имаат околу 100.000 денари плата. Универзитетските професори сега имаат околу 1000 евра плата. Проблемот е во тоа што специјалистите кои што работат по нашите болници, кои што се во секојдневен контакт со нас како пациенти се подценети и тука се сложуваме. Токму затоа треба да смениме многу работи внатре во економијата, не ви ги знам прашањата до крај, меѓутоа она што го предвидуваме ние е дека минималната плата во првите 3 месеца мора да изнесува 12.000 денари. На крајот на мандатот мора да изнесува 16.000 денари. Затоа што луѓето мора да бидат достоинствено платени за да може да живеат. Зборуваме за минимална плата. Идејата, мерките кои што ги предвидуваме за економијата кажуваат дека на крајот на годината на крајот на мандатот граѓаните би требало да имаат просечна плата од 30.000 денари. Двојца кои што работат во семејството 1000 евра за достоинствен живот. И благодарам. Сосема за крај. Една минута апел до граѓаните. Зошто треба да гласаат за коалицијата за промени и правда? Една минута повелете. Јас сакам да дадам апел затоа што како прво Македонија ќе се демократизира. Македонија ќе се ослободи. Во Македонија ќе влезе голем капитал од странство, од нас, од диаспората, ако ние ја земеме власта од коалицијата. Сега не знам дали 100% може да усвоиме, не е битно тоа, само ако дојдат демократски сили на власт, Македонија ќе застане на ноге и ќе биде секој работник награден испод 600 евра плата нема да има во Македонија. Минималната плата ќе биде 600 евра, затоа што секој македонец заслужува да има 600 евра. Како ние земаме толку големи? Македонец е многу интелигентен, многу работлив човек, многу умен,
А тука е неумен, некултурен, неинтелигентен. Тука апсолутно ништо не се признава до сега, а од сега натам ќе и мениме работите. Треба да знаат сите партии што ќе дојдат на власт, треба да знаат дека Македонија се разбудува, дека македонци застанат на нога, а ние од диаспората знаеме како тоа да го средиме. И сакам една ствар, ние во нашата програма стои од Гостивар до Дебар да направиме автопат и од Гости и железничка пруга и да поврземе Дебар со Драч, затоа што Драч големо пристаниште има, на нас не е потребна Албанија. Ние да бидеме Македонија поврзани со Албанија, а потоа и за Софија. Еве 25 години градат за Софија, за Бугарија. Молам, мислата, да. Железничка станица, срамота. Господине Шилегов, последната минута за вас, апел до граѓаните, до гласачите. Благодарам. Поштовани граѓани, на претходните избори ќе пишуваме новата историја на Република Македонија. Социјалдемократскиот сојуз во изминативе 2 години беше предводник на борбата за демократизација, борбата за слобода на нашата држава, борбата за пат на еден авторитарен, криминален, криминоген режим кој што уништи 10 години од нашите животи. Немаме можност да склучиме анекс договори на нашите животи, токму заради тоа треба да смениме нешто. Ние зборуваме за изградба на една нова, современа Македонија, Македонија подеднаква за сите. И кога зборуваме за еднаквост, зборуваме за еднаквост на граѓани, каде што ќе нема делби, кои што делби не се само по национална, туку се по политичка и по верска основа. Треба да изградиме општество во кое што центарот на тоа општество ќе биде човекот. Треба да го прекинеме процесот на иселување на младите кои што е подеднаков проблем на секаде низ нашата држава. Треба фокусот на нашето внимание да го насочиме кон секојдневните наши проблеми, затоа што живееме во тие проблеми и тие треба да ги решаваме. Треба да го вратиме животот во Македонија. Благодарам, господине Шилегов. Почитувани, тоа беше првото изборно медиумско представување за носителите на листи во 6-та изборна единица. На самиот крај морам да потсетам дека беа поканети и од ВМРО ДПМН господинот Владко Ѓорчев како носител на листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и господинот Зоран Велковски од коалицијата ВМРО за Македонија, но тие не се одважија да присуствуваат на изборното медиумско представување. Левица и Либералната партија немаат листи, односно кандидати за пратеници во ова изборна единица. Во текот на утрешниот ден ќе ги представиме носителите на листи во 5-та изборна единица, а во продолжение на програмата на телевизија 21 следува дебатниот магазин Клик Плюс заедно со колешката Искра Опетческа. Ви посакувам пријатна вечер. Што ќе ти каже Владко?